СДСМ денеска го избира Венко Филипче како единствен кандидат за лидер на партијата. На редовните директни внатрепартиски избори близу 24.000 членови гласаат на 78 избирачки места низ државата. Првично закажаните избори на 16 март беа одложени поради трагедијата во Кочани. Исходот од изборите е сосема извесен, па Филипче вели дека како изминатите 9 месеци и следните 4 години ќе се фокусира на консолидирање на партијата. Истина не беше лесно изминатиот период, меѓутоа мислам дека консолидацијата која што започна, ево тек и секако ќе продолжи, понатаму ќе смени перцепцијата за партијата во следниот период. Имаме работа со власт која што навистина мислиме дека има лош перформанс. Подадовме и рака. Во една криза, после настанот кој што се случи трагичен во Кочани, сметам дека е прво човечки, а понатаму и малку поинаков политички потек од тоа што било до сега, да работиме на работите кои што треба да покажеме заедништво, затоа што ниту една партија, ниту коалиција не може сама, а тоа е пред се европската агенда, каде што до сега има една навистина голема стагнација. Од СДСМ пак информираат дека гласањето од утрово тече без никакви проблеми, а избирачките кутии ќе бидат затворени во 20 часот. До 14 часот над 10.000 членови на Социјалдемократскиот сојуз го остварија правото на глас. За редовните внатрепартиски избори гласањето досега тече во најдолар ред согласно правилникот што е усвоен на Централниот одбор. Избирачките места 78 се отворени на време, се бајле во 8 часот, гласањето ќе трае вечерва до 20 часот. Членството на СДСМ верува дека Филипче е вистинскиот избор, кој може да ја консолидира партијата. СДСМ секогаш била државотворна партија, така и ќе остане. СДСМ за брзо време ќе се крене, бидејќи СДСМ во најтешкото секогаш била најака. Сметате ли дека Филипче е вистинскиот кандидат? Значи, Филипче не е сам. Значи, СДСМ има големо членство кое е континуирано, значи со години, 30 години, и членството секогаш стои зад председателот, така да СДСМ е еден тим. Па Филипче, како што го знам досега и од сега, добар човек е. Ја мислам дека повише ќе допринесе од било кого досега. Он е вреден, сналажлив и затоа го гласам. Филипче за лидер беше избран во јуни минатата година на вонредните избори кои СДСМ ги организираше по оставката на Ковачевски поради историски најлошиот резултат на парламентарните и претседателските избори. За разлика од денеска кога единствено име на гласачкото ливче, на претходните избори Филипче имаше тројца против кандидати: Деспотовски, Петровски и Бајдевски, кои во предизборниот период обвинуваа за нерегуларности и нефер изборна трка, поради кој Петровска 2 дена пред изборите се повлече. Но и покрај ова, Филипче тогаш победи со освоени над 50% од запишаните членови за гласање. По денешните избори, Филипче има мандат од 4 години. Деспина Тодоровска, Сител телевизија.